се заблагодарам многу што ми ја прифати поканата и многу се радувам што ќе зборувам со еден фанатик актер во својата работа, навистина. Го почитувам многу тоа кај тебе. И ако не сме соработувале, сепак тоа што го имам гледано и слушано, навистина важиш за еден актер кој што фанатички си ја работи својата работа. Во едно интервју велиш дека актерите се религиозни фанатици. Дека треба да биде секој актер благодарен што ја работи оваа работа. Арна, еве за почеток, дали и на кого си му благодарна? Пред се на Бога, што сум се родила во оваа земја во која што сум родена, што ги одбрал родителите, што ми ги одбрал и доверил за мои меутичари. Благодарна што ете имав късмет да се бавам со професијата што навистина ја љубам. Благодарна на оние што не беа уплашени да ни го отворат патот. Благодарам просто и баш и на сите таги и радости, се што ми искочило досега на патот. Не би можела ништо да му го свртам грбот, така што благодарна сум за се. Тоа што ме направи ова што сум денес. Што значи да си фанатик во оваа професија? Што значи за тебе тоа? Да си скомрах, да се вратиш на суштината, да си начисто зошто си и пристапил пред се на оваа професија, бидејќи ако повеќето наши колеги, за жал, сметам дека од погрешни побуди и пристапуваат. Добро. Јас се шегувам често пати, знам тоа да го именувам, имаме глумци манекени, или глумци проститутки и глумци скомраси. Така што ако на луѓето им била целта да ја запишат академијата, само за да бидат сликнати на насловниците во магазините, за да кажат кај се нашминкани, облечени или што и да, тој ракопис, мислам дека се несреќни и залутани луѓе во оваа Да, нека се занимаваат со манекенство. Имено. Какви се тие актери манекени, Арна? Што мислиш? Што значи освен на не знам актер заради самиот актер, само да се рекламира и да парадира и не знам. Од прилика така. Значи актери кои што некако покрај нив поминува и се таа метапорака суштина на представата на што треба да се пренесе во публиката, просто е нивната желба да бидат убави, лични, видени и некако повторно задоволување на егото. А нашата професија треба некако да му помогне на ова човештво. Дали ме разбирате? Со тоа што театарот е згусната суштина, згуснато искуство. Не мора нужно да е наше, непосредно, и туѓо. Актерите, кога ќе прочитаме некој добар текст, едва и чекаме што поверно да го пренесеме на публиката. Еве ќе ви направам една мала паралела, ако го сватиме човештвото кој што реално де факто е заболено, ние би биле на некој начин некакви си лекари, доктори, кои што секако работат на лекувањето на душата. Ако ништо друго, раскрилувањето на вистината. Е тука е разликата. Некој сака да ја запрета, некој сака да ја раскрили. Велиш исто така во контекст на ова дека ние актерите треба да си заминуваме дома со многу неодговорени прашања и да бараме одговори. Каква е реалноста, така ли е? Дали си поставуваат актерите доволно прашање? Дали просто имаат мотив да си заминат од пробата и да размислуваат на некакви прашања? Апсолутно. Се надевам барем дека така е со повеќето наши колеги. Инаку, морам да бидам и искрена. Да. За жал, како и се друго што стана заложник во оваа држава, стана и културата. Така што многу ретко веќе можете да доживеете да се врти муабет на таа тема. Да. На небаналните прашања, на она што за кое што конечно сме одбрале да се бавиме со ова, за да се издигнеме над ежедневните бури. Така што тоа ми е многу криво, што некој пат ово станува веќе, како да кажам, резултат на лична наобразба, лична култура и индивидуи, но веќе не станува символ за нашето цело, за нашата фела. Кога споменуваш индивидуи, исто некаде велиш дека ние премногу се занимаваме со нашиот индивидуализам како да сме заглавени во нашиот индивидуализам. Што значи тоа во оваа професија за тебе? Тоа е добро?
Да се биде индивидуалец секогаш е добро. Добро. Да сме на чисто. Меѓутоа, значи на овој колектив му требаат силни индивидуи што ќе мислат, но не да сме импотентни во мислата и да служиме само впрегнати за нечија туѓа единствена идеја. Значи ние сите актери би требало да сме интелектуалци и индивидуалци, но се бавиме со колективна професија. А реалноста каква е од тој аспект? Реалноста е што не ви ја проштеваат индивидуалноста. Тоа е вистината. Им пречи. Јас се сеќавам, мојата наобразба е таква, фала му на Бога. Јас од секој пат сум била љубезна и тоа нема намера да го менувам за никого. Меѓутоа, толкувањето на луѓето беше на вистина фрапантно во сиве овие години што можев да го видам. Ретко кој има отворено срце да може да препознае и да гушне љубезност. Денеска тоа го гледаме, но се е тоа на ниво на, како се викаше тоа, кога грабаш лајкови само за да се види колку си алтруистички настроен. Тоа повторно е слугување на егото. Што ти носи љубезноста? Што ти има донесено љубезноста, твојата љубезност? Топлина, човечност, средби. Со, како да кажам, тоа е нормално функционирање. Вреди ли, Арна, да бидеме со секого љубезни? Оваа професија е знам дека секогаш треба да се биде коректен и искрен во односот и во разговорот, меѓутоа можеби некојаш има ситуации каде што односот станува претеран и можеби не вреди да бидеш љубезен. Не знам како размислуваш. Има ситуации нормално кога веќе не оди да се врти просто другиот образ. Јас зборував сега чисто за добронамерниот пристап, кој што кај луѓето не знам зошто е тешко да се прифати. Мене тоа ми е енигма ден денес. Зошто автентичната добронамерност е тешка да се прифати? Дали ме разбирате? Вреди ли да бидеш љубезен кога односот е претеран? Но вреди да се кажува вистината. Веројатно секогаш ќе живееме во интересни времиња. Еве, ако се останам чисто на театарот, што моја матична куќа. Ние сите имаме чувство на припадност. Сакаме да се заштитиме, не сакаме честопати да си го покажеме и валканиот долен веш на секого. Меѓутоа, некогаш доаѓа време кога просто мора да го најдете најефикасниот прашок за перење. Дали ме разбирате, за да ги почисти сите неправилности што се натоложиле во меѓувреме. Визави искреноста. Значи, ние ако не сме сложни со моите колеги, не само актери, значи сите луѓе кои што го творат овој театар, тоа се колегите декоратери, шминкери, гардероба, луѓето што гинеме на вистина од таа страна на сцената, ако не ни дозволат искрено да си ги кажеме маките, проблемите секојдневни со кои што се соочуваме, ние нема да имаме решение за проблемите во кои што сме заталкале. А проблеми има. Што ти кажеш за твојата институција во однос на онаа граница помеѓу приватното и професионалното? Во каква смисла? Во смисла на односите внатре. Ние многу често знаеме нашите приватни односи да ги искористиме, начесто во негативна конотација. Сите ние се познаваме многу добро приватно, меѓутоа... И тоа не сум сигурна. Луѓето се познаваат толку колку што сакаат да се запознаат. Да, тоа ми се допаѓа. Не е вистина дека се познаваме. Добро. Тогаш што би рекла, Еве, за твојата институција, за оваа институција во однос на тоа приватно и професионално, како ти го доживуваш целото тоа? Деќе овде има, ми се чини, не знам, 45 актери вработени, повеќе сте. Во ансамблот, меѓутоа, не, друго ми е нормално, ние сите сме тие што сме. Со се нашиот темперамент, со се нашите вистини, па и со се нашите лаги. Значи се знаеме кои сме, во таа смисла. Проблемот настанува кога, сакам да ви кажам една голема вистина. Кој како и да дојде, да началствува со овој театар или со било кој друг, театрите се успешни само заради ентузијазмот на работниците во него. Јас знам по себе, веќе појдам. Кога год сме работеле некој истоштувачки проект во кој што сме се чувствувале прилично напуштени од управата, во кој што не ни биле дадени нормалните услови за работа, а публиката тоа не ја интересира. Кога ќе скочиме на сцена, од нас се очекува професионализам во најмала рака. Како да им објасниме дека ние со тоа кубуриме? Сега, од кога ќе се истоштат вашите капацитети, ментални, емотивни, физички, духовни, секакви,
Вие кога ќе завршите, кога ќе се вратите на вашето семејство, пријатели, дом, на тоа што сте вие, просто во еден момент заборавате на тие тежини, си велите добро е, преживеавме, одиме натаму. Но се повеќе и повеќе сум на мислата дека мора да се изреагира додека железото е жешко. Тогаш треба да се искове. Значи, бидејќи од представа во представа се случуваат малтене истите предизвици, истите проблеми. Значи, еднаш мора да се, веројатно да се консултираме и ние. Дали верувате дека ние никогаш не сме биле повикани на состанок некој во театаров да не праша што е нашата мака, со што се соочуваме, бидејќи има. Како не сте повикани? Не сме повикани, кај нас немате годишни, не знам, помина одморот, не знам, да се собере цел ансамбл и да продискутира за програмата, за проформа, годината. може би се собираат, но ета не сме сите ниту известени за такво нешто. Редовно се собираат и така треба да биде техничките служби, но сметам дека би требало да не бидеме скокнати и ние. Бидејќи ние вака реално, разбирате, малку е шизофрено да вие само на себе си ви кажувате маките или походници, а да не стаса до правата адреса укорот. Да, во право си. Еве како би ќе звучи сега на публиката ако и кажам дека ние не сме имале ниту еден систематски здравствен преглед. Тоа не е ниту во ред, ниту нормално, па ниту законски. Да. Не знам, тие работи... Како да им објасниме на публиката дека тие плаќаат карти сериозни, така за одредени представи. И очекуваат магија во најмала рака. Како да им објасниме дека нашиот театар е заложник веќе со децении на еден човек со име со презиме, ако сакате ќе ви го кажам, не ми е проблем, кој што практично ние се ценкаме со уметноста заради менталниот габарит и сваќање на тој човек за уметноста. Бидејќи тој смета дека ние треба да носиме најевтини чевли, најевтини хулахопки, најевтина шминка, а да глумиме професионализам и да глумиме величина. Ај вака. Има тука, има костимограф во процесот, си има сценограф и така натаму. Како така, мислам, ако костимографот каже овие хулахопки, карикирам, ќе ги земете, како може некој да си дозволи на своја рака да купува нешто друго? Мислам, не го разбирам тоа. Друг проблем, технички. Тоа што кога се пријавуваат одредени проекти и се проицира нивното пораѓање, значи како датум за да се изведе премиерата, обично се многу невешти тие проценки. И луѓето кои што на крај на денот ја плаќаат цената за тие невешти проценки се работниците, тоа сме актерите и луѓето што ви ги набрав од останатите сектори што ја творат представата. Значи ние, верувајте, не ни стасуваме да нараат колегите од сектор гардероба или шминка си ја изфантазираат креацијата за одреден лик. Значи тоа се пролетува. Значи последниве години ние немаме време да си ги изуживаме сите природни процеси на еден проект. Сакам да кажам, Арна, дека секој треба да си го знае своето место и својата задача. Имаме многу случајни луѓе во театарот во последниве години. Затоа што не може ти да се мешаш таму каде што не ти е местото. Има кој за што да одлучува овде. Мислам, ама веќе теа го немаме тоа чувство. Дали ме разбираш? Како да кажам, значи ние се случувало да работиме по 3 проби. Еве јас конкретно сум била кастирана во 3 проби во овој театар во исто време. Јас не знав на која проба да отидам. Во мојов театар, не тезга на друго место. Јас не знав на која проба да одам. Тоа е негрижа, врвна. Тоа е како таткото да нема појма кој деление му е детето. А ти не смееше да одбиеш ангажман, да речеме, во овој случај? Во случајот, такви беа околностите, значи бев кастирана во 2 битни проекти за кои што не сакав да одбијам ангажман конечно. Да, јасно ми е. Но тоа треба да го варди некој од тука, кој што ме дал во списокот за да бидам повикана. Како треба да реагира актерот и како може тој да реагира на вакви проблеми? Знаеме дека секојаш е тешко кога ќе се договориме, ајде да се собереме да реагираме. Мислам, тоа е неверојатно. Ние ќе се собереме поправо да одиме во кафана отколку да се реши нешто, така е. Има тоа е затоа што се луѓето како споени садови врзани едни со други. Некогаш се чувствува заради тие меѓусебни трансакции да патат проблемите, да патат представите, пардон. Па патат и проблемите. Бога ми, и на нив ми е веќе тешко. Знаете, мислам,
може би луѓето ќе бидат изненадани од овој наш разговор. Меѓутоа стварно се нема веќе време за губење, се нема време за потпикување на нештата под тепих. Мора да си помогнеме. Мора да се љубиме, мора да се почитуваме. Публиката никогаш не знае што се случува зад кулисите. Поим нема што се случува во ова фоаје. Третирате ме како whistleblower, радо ќе ви демистифицирам се што можам. Време е. Знаеш како, Арна, да, треба да знае публиката, меѓутоа сакам да ти кажам, јас го следам репертуарот на овој театар и добро, ние професионалците можеме да приметиме некои проблеми, меѓутоа публиката тоа не го гледа. Сакам да кажам дека сепак ајде грото, значи актери професионално си ја завршуваат работата, не дозволуваат публиката да примети. Да, така ли? Да, тоа е нашиот императив. Се трудиме да би требало да биде така. Тоа ние го правиме. Меѓутоа, разбирате, стасуваме до еден момент кога сваќаме дека некој друг печали само и само на нашиот ентузијазам, љубов, честност и верба. Кај е тука право пропорционалноста? Дали ме разбирате? Да. Јас лично ве зборувам за себе, но не сум единствениот човек што е така онеправдан. Предпоставува. До пред некоја година, значи тоа сме неколку луѓе, можете да се качите на страницата на mnt.mk и да видите кои луѓе играме во представите од кога е отворен театарот до ден денес. Ме разбирате? Зборуваме за ова. За овој театар. За новиот, значи, да. Вие имате едни такви парадоксални ситуации. Значи, јас до пред 2 години имав плата помала од било кој ново вработен. Дали ме разбирате? Тоа е шизофрено. Тоа е, како да кажам, нема идеја со рацио, логика, нормалност, било што. Ние во театрот, дали знаете дека имаме луѓе што не стапнале на сцена? Дали знаете дека имаме луѓе што примат плата, а веќе се со адреса на живење во туѓа земја? Зошто моето дете да му недостигам, да не ме гледа, ме разбирате, затоа што морам да играм во овој оној проект, Да. а некој друг прима плата, си го менаџира собственото време како сака. Тоа се едни големи неправди за кои што сметам дека публиката треба да знае. Навистина се големи неправди, има многу како да кажам, во тие системски проблеми едноставно. Па, еднаш треба да им стапнеме на категории на актери кои што не знам како оди тоа. Тие работи цело време се случувале под фиока, зад фиока, под маса. Судбини се решавале, дали ви е тоа јасно? Судбини се решавале само заради нечија своеволие, нечија туѓа омраза, нечија туѓа нетолеранција, нечија туѓа алчност, ако сакате. Ден денес, такви луѓе имаме и во министерство пикнати. Мислам, ден денес. Да. Тоа е страшно и трагично. Со конфликт на интереси по управни одбори во театри. Тоа е страшно. Тоа се случува се уште. Големи неправди се тоа, знаеш како, да речеме, доаѓа некое големо режисерско име, кој што го заслужува хонорарот од 20.000 евра, меѓутоа исто така актерот, кој што е вработен и зема 30.000 денари плата, да речеме 500 евра, игра комплексен лик на сцена, зошто не му се даде некои бонуси на тоа? Мислам, која е разлика? Не знам како да се изразам. Да, јасно е. Мора да се смисли некаков мотив, нешто, еве јас ти раскажува во Приштина бев, ако представата е успешна една сезона, им даваат мотив на актерите, им ја покачуваат платата на тие што играат во представата. Така треба и некој се промовира трудството. Како да ви кажам, онда мене ако јас ја зијам платава, а не морам вака да мрдам со прзанеа, па ќе молам Бога да не играм во представа, така? Ќе си правам други работи што се храна за мојата душа, така? Да. Ќе се посветам на мојот син, ќе правам, изработувам, ќе имам време за сите проекти, бидејќи денешното школство е такво да родителот мора да учествува во работните ангажмани на децата. Не можат сами. Јас мислам дека нашата ситуација со стандардот е неверојатна. Мислам, можеби немам право да зборувам за тоа колкави треба да бидат платите, меѓутоа мислам дека актерите од секогаш биле како казнети. Ама тука сме малку самите виновни. Ние самите допринесовме во одредена инстанца да се девалвираме професијата. Ние често пати знаевме да се сведеме себе си на ај кажи ми виц, ај насмеме, ај одглуми ми нешто. Значи, малтене на ниво на кловновчиња, од циркусче. Ние не сме тоа. Така што малку одговорност и кај нас треба да се побера.
Туку да се вратам на оваа мотивацијата што ја спомнава, тоа порано кај нас функционираше, се викаше варијабила. Ако месецов сме одредена група луѓе поангажирани од другите, ние ќе бидеме тие луѓе што ќе бидат на некој начин наградени. Кога постоеше тоа, Арна? Да не ме фаќаш за збор. Јас не го дочекав тоа време. Не го дочека, не. Тоа е, значи, може би дури во време кога МНТ било уште дел од МОП. Да не излажам. Добро, но тоа добро. е едно здраво, разумско размислување. Така е, да. Што стимулира работа, не труд. Да бидеш труд. Да. А тука кај нас имате, значи, добиваат плата луѓе што реално ги нема на сцена, значи, не знам, немаат представи, не игра, одбиваат прите улоги. Не се бидејќи кај нас во театарот имате ситуација, на пример, на некои колеги не може да замерите што не ги бираат. Така, значи, и тоа сакав да го кажам, кога да. просто режисерот не ве бира. Да. Значи имаме колеги што не изиграле 10-15 години, не може да ги наричате неупотребливи, малце е сурово. Секако и не можеме да кажеме дека не им се и работи. Така, не им дал некој шанса, некој не ги оценувал, некој не бил доволно храбар можеби. Значи се е во игра. Така е. Меѓутоа имате такви луѓе од една страна, имате луѓе кои што ги бараат, но за сметка на сопствените други лични амбиции велат не, а плата немаат проблем да примат. Епа, овие нешта се малку навредливи за честните работници, дали ме разбирате? Знам. Кога се чувствуваш, Арна, дека си ставена во рамка, во некаква рамка од твојата институција, па можеш да направиш паралела и малце поопшто, погенерално од општеството? Во рамка се почувствував кога прочитав некакви си статуси визави солидаризирањето на нашите колеги со решавањето да не се одигра театарска представа, бидејќи дента се случи нешто Монти Пајтоновско и ван памети во државата, и решија како интелектуалци да изреагираат. Значи, тоа е за поздрав. За поздрав е било кој што ќе реши како интелектуалец да истапи и да даде еден став. Значи, да не се приклопи со мејнстрим нарацијата. Така. Значи, индивидуалец, се враќам на мојот, за поздрав. Таквиот став. Читајќи ги статусите после тоа, едно нешто почувствував дека сака да не стави во рамка. А тоа е дека ние сме малтене во посед. Ме разбирате, во посед на кој да е што ќе дојде челник на оваа институција. Епа не е така. Значи, директор како директор може да даде насока, идеја, меѓутоа ние не сме нити деца, малоумни, малолетни, ме разбирате? Ние сме интелектуалци што имаме и како право да го дадеме своето мислење. Ако се плашат од нас, може би и со право. Кога има актерот право да откаже представа? Кога не откажуваат државата и како го има правото. Може би тоа треба да се направи на ниво на сите институции. Знаеш како, многу е дискутабилно ова. Арна, публиката платила 600 денари, 1000 денари, 1500 денари. Во друга прилика. Планирала... Ние доживеавме државен земјотрес. Замислете дека била природна непогода. Земјотрес, така се случува. Добро. Ние доживеавме општествена непогода. Тоа беше просто реакција на луѓето, на интелектуалците, што не треба да ги замолчуваме. Така. Значи, мислиш дека тоа може да делува? Нели мислиш дека Верувам. секое чудо за 3 дена во Македонија се заборава, Арна? За жал да, меморијата и се игра на таа карта да нашата меморија биде краткотрена. Значи, тоа не е наивен процес. Тоа не е дека ние сме со материјалчето ни е толце и не можеме да го довршиме. Не, туку се игра на тоа да материјалчето биде скусено. Па ајде колективно да се договориме сите театри во Македонија, да кажеме нема репертоар, нема да играме, дури не се решат некои одредени проблеми. Само тоа е решението. Тоа никогаш нема да се случи. Нема да се случи затоа што не сме како фела обединети. Тоа што ти го кажав, многу малку сме скомраси останати. Многу малку. Не сме обединети и ми се чини дека цело време на оние водачи на институциите им стигаат наредби како тие треба да се однесуваат. Мислам дека и тие луѓе се во една незавидна позиција, колку и да сакаат свое нешто да направат, оваа држава на наредби, со наредби живее. Ова се ми мене дилетантско време што го сведочам. Најдилетантско. Во смисол на немање багаж
немање способност, а имање амбиција за леле ми доаѓаат си некако некултурни изрази за пред публика, но се прилично илустративни, ќе се обидам да се цензурирам. Ама ја имаат дарбата да се возгордејуваат и прчат наоколу со фалш, а на дело ги нема. Не знам како да ви кажам. Тоа е многу тажно. Многу тажно. А се знаеме. Да, се знаеме сите. Знаеш како, Арна, јас сум од еден друг аспект малку позитивна, бидејќи имам комуникација со тинејџери, со деца, ги следам и студентите што излагуваат. Сам да кажам дека има индивидуалци, дека не е толку до крај негативна. Се радувам ако на ФДУ има индивидуалци, бидејќи се плашам дека академијата едно време стана расадник на либерална мисла, ја би рекла повеќе вајање на идните интелектуалци, што не е во ред, е премногу одговорно и злоупотребена е види, Арна, да не излезе јас сега дека знаеш, не можам да генерализирам затоа што има индивидуалци, меѓутоа го има и ова што кажуваш ти. Пред некое време гледав еден политички памфлет, малтен испит на студенти. Бомбите ги пуштаа на академска сцена, мислам тоа е срамота што се случуваше. Мислам тоа не смее да се дозволи. Потсети се што си работела со Владо Цветановски и Кирил Ристовски на факултет на прва година што сте работеле, така? За жал е така. Мислам, не може политички памфлети да прават со децата кои што имаат 18 години, се запишале на актерска игра, сериозна професија, како интелектуалци треба да бидат, мислам, какво е тоа? Тоа е работата што студентите, обично со 18 годишни, 19 годишни после средно, со верба пристапуваат. Секако. И вербата некој најбезобразно им ја злоупотребува. Искачаат студенти кои што мислат да се спремни да го гушнат театарот, да се докажат. Тие доаѓаат со енергија како треба дека ништо пред нив не постоело, ништо пред нив не било вредно и дека тоа треба и е фалшиво и треба да се тргне. Само затоа што се задоени со туѓа агенда. Тоа е тажно да се види на едни млади луѓе. Фала му на Бога, запознав и соработував со луѓе прекрасни кои што ја враќаат надежта во иднината. Да. Боже да е така. Да се вратиме малку на ова, актерот треба да реагира колективно, меѓутоа јас сум Арна за кога се реагира, да се реагира за секого, а не да се бираат луѓе. За ово ќе реагираме, за овој па не знам, нема потреба. И ми се чини исто така со многу твои соговорници, колеги што сум разговарала, многу луѓе се заборавени од овој театар. Ако сте инаков, кој да е инаков, веднаш имаат потреба да го девалвираат, да го прогласат за ваков или онаков. Да. Пречат свесните луѓе. Пречат луѓето што можат нешто да покренат. Да. Еве вчера гледав баш на интернет. Има еден лик од Сирија, Сара Абдураку, мислам дека е правилно го изговарам презимето, која што најчесно, најљубовно си ја брани сопствената земја од туѓата агресивна реторика. Стаса до таму да вчера не се обидува BBC и сите останати куќи кои што се нели вмрежани во таа машинерија да ни го обликуваат и држат под рамче човештвово и се дадоа на една индивидуа. Тоа само потврдува колку кога сме честни, искрени и вистински, сме навистина моćни. Така треба. Да. Актерот мора да биде гласен во своите ставови. Ние живееме во секојдневен страв. Тоа треба да се промени. Од се плашиме, не знам дали ќе се промени, меѓутоа јас сум секојаш за така директно да си ги кажуваме работите во лице. Мене многу ми пречи кога ќе чујам дека некој говори вака, онака. Па дојде кажи ми во очи, погледни ме, кажи ми, ќе разговараме. Тоа е веројатно што луѓето толку се оддалечили, толку станале неискрени што имаат еден муабет за тебе, еден муабет за мене, еден муабет за третиот и не можеме да се споиме во таа смисла. Да, јасно, полни сме со предрасуди, Арна. Тоа е. Работеше со двајца големи режисерски имиња за мене, барем јас многу ги почитувам. Да, Жолдак и Морфов.
исто така фанатици, прекрасни во својата работа. Арна, Такви да се множат, такви ликови ни требаат. Сакам а не фалшиви. да ми го споделиш искуството со овие двајца режисери, како актер, како човек. Се враќам на првото прашање, на овие луѓе, вистина сум им благодарна, бидејќи вистина од нив многу работи се учат. Од нив научивме не само ние како актери, од нив научи и останатите сектори, што значи да се биде професионалец. Но за жал, искушенијата во општеството ги матераа да ги подзаборават тие нешта. Ама ќе се вратам јас на радосниот дел од муабетот. Александар Морфов е човек на кој што природно ти иде да му кажеш професоре. Да. Он се шали, не сака така да го вика, бидејќи не е професор, меѓутоа, ако некој треба да ја има таа титула, тоа е Александар Морфов. Ги љуби актерите, тоа е многу битно кога се работи театар, бидејќи имате режисери што и не им се толку наклонети, имаат скоро поинаква филозофија како ете исто почитуваниот Андри Жолдак. За него тоа има филозофија дека актер, добар актер е добро куче. Значи дека актерот треба да е послушен како куче, апорт, седи, лежи, јади, спи, да е на команди. Затоа тој преферира да работи со помлади актери, бидејќи според него повозрасните се веќе изградени како личности и потешки за манипулација. Меѓутоа, фала му на Бога, и имавме 2 соработки, па виде дека не е се само во младоста. Дека вербата некогаш е поиманентна и на искуството, и на постарите, и на староста. Да. Така што Андри Жолдак има желба, тој се влюби во нашиот ансамбл, има значи светски режисери се, знаеш каде се не работеле, сака да работи трет пат во Македонија. Тоа не е, како да кажам, голема работа е. Искрено се надевам дека Министерството за култура, челниците на овој театар ќе имаат усет за тоа дека ако на некој треба да му се даде шанса да режира пак, тоа е Андри Жолдак. Ако посака Морфов, и Морфов. Дали ме разбирате? Да. Тоа се луѓе што просто, веројатно не случајно, ни слетаа во време во кое што требаше да бидат и да помогнат во творењето на новата историја на македонскиот театар. Како да кажам, тоа се светски представи. Да. Животот е прекрасен е. Радост секогаш кога да играм, иако завршуваме со малтене блага главоболкичка на крајот на представата, бидејќи интензивна. Таму се даваме на вистина честно, ама се представи светски. Еве нешто на публиката може ќе биде интересно. Кога работевме со Морфов во Животот е прекрасен, тој донесе една асистентка од Латвија, исто е режисер, но тука беше во функција асистент на режија, Инга Красовска, една прекрасна женка, изградена со сите салтанати, вистина, капа доле. Инга беше задолжена да работи со нас, што сме дел од ансамблот, додека, например, професорот работеше со Никола, Николина, Звезда. Работевме на телесни вежби, за загревање, креативни и вежби за сплотување на ансамблот, бидејќи кога работите представа од 20 на луѓе, мора да функционирате како едно. А исто така мора да го имате чувството дека ако, пример, ти имаш сега главна сцена, јас не смеам да го крадам вниманието во позадина. А имаме колеги што уживаат тоа да го прават. Затоа се родени. Па тоа се тие што ги велам јас проститутки или манекени актери. Сега, Винга, значи нас не собра, не нареди. Позади сцена 17 души колку бевме, еден до друг. Задачата беше да се фатиме, тука е животворната енергија, и да се фатиме сите со затворени очи, одзади, во долниот дел на грбот, и да пробаме да се почувствуваме како енергија. Во моментот кога ќе го почувствуваме импулсот дека некој сака да тргне напред, треба да го почувствуваме дали е брз, спор, да адекватно на тоа да одговориме, да се приклучиме и да завршиме во права линија. Пардон, тоа што како што завршиме не беше далеко од права линија, бидејќи првиот импулс што го осетив некој те тегне. Значи се преживуваш за да си го задржиш пред се балансот, да не паднеш, пошто се држиш со луѓето. И на крај Инга ни вика: "Бујрум, отворете очите." Ги отвараме очите, гледаме каква шизофрена линија настанала, и Инга ни вика: "Those are your soloists." Ова се вашите солисти. Фантастичен показ.
Затоа како некои актери погрешно си ја сваќаат професијата. Не е само тебе да те видат, ти дека си најглавниот. Да. Значи, поентата е зошто сме тука на сцена. Што сакаме да пренесеме и да кажеме. А не поздрав до 5-3. Арна, ретко кој актер има такво самочувствие да знае да му помогне на партнерот, а не да му одмогне. Тоа е целта. Значи, тоа на факултет, добро. Значи, и на факултет можат професорите да работат на тоа. Меѓутоа и понатаму, не знам, тоа е и воспитување. Кога влезеш во институција, што знам, актерско воспитување. Ти сигурно, без разлика што сте го имали истиот професор, од тој професор излегле различно воспитани актери. Теа, не заборавај, јас се вработив дури 2010 година. Индивидуалците пречат на оваа земја. Да, тоа е добар факт. Колку време после дипломирање се вработи? Не дека не работа, значи... Сигурно си Во овој знам, театар и да. репертоарот го државме, па еден режисер, директор реши да не ги симне наеднаш сите представи. Меѓутоа, од дипломирав 99-та, инаку 98-та, со испитите, инаку 98-та ни беше дипломската. Така. Првата представа професионална ми е 96-та година во Прилепскиот театар, кај покоен Владе Цветановски, опера за 3 гроша. Опера за 3 гроша. Прекрасно севтосување на кариерата. Тој ни даде шанса на целата наша класа актерска во Прилеп да осетиме што значи театар, вистинска продукција. Кога заврши процесот, рече, другари, единствено што си уживаше во проектот, што си играше, беше Арна. И така ја добив среќата е нова идеја во Европа, главен лик во драмски. Да. Така тргна се. Потоа Фауст, Шопинг and Fucking Цензор, значи Будење на пролета, Венко, како да ви раскажам, многу представи, дипломец, значи да си постоите, запослени се сега ета имаат. Што да беше работа? Нека така ги видат, класифицираат и нека ги раскрилат и овие наслови што не се од новава зграда само. Така што 2010 година се вработив, откако веќе станав мајка, откако бев трговец поединец веќе повеќе години. И од тогаш не сум застанала. И тие сме, што го држиме репертоарот. Сакам да кажам дека, раскажувајќи ми, не ти било дадено се на тацна. Тоа сакам да кажам, дека работата упорно се Ама затоа сега кога ќе застанам на сцена, ми е мирна совеста. Тоа е најбитно. Значи, да не си се чист срамам. сам пред себе, да. Бидејќи библиски со никого не се познавам, ме разбирате? За разлика од логиката на минатиот век, како се вработува одредени индивидуи, како доаѓаат до улоги. Да. Уште постои тоа. Знам. На времето, ама уште постои. Дури сега и претерано е малку. Да, знам. Надвор Тоа е тажно што е така, но целиот веќе и свет е споболен, тоа се резултат на тоа. Арна, многу ми се допадна кога те прашав, кога пиевме кафе, како се носиш со ситуацијата, ми рече аристократски. Јас да ти кажам, кога седам на овие фотели, се чувствувам аристократски, иако сум многу обично облечена. Да чувството е секогаш. Ама така се чувствувам аристократски. Што значи тоа аристократски да се носиш? Како? Што? Тоа значи да знаеш кој си, што си. Да знаеш колку вредиш. Да не те колеба туѓото толкување, туѓото очекување. Да си спокоен во тоа што си. Аристократски е тоа, да не се заглавува во, како да кажам, како се вика тоа, вртлоџињата на малите луѓе, на нивните светогледи. Тоа би било замка и тоа би било кастрација на она духовното нешто што не врзува со божественото. Значи, да не го заборајме тоа. Да. Арна, морам да ги споменам и Чикаго и Мама Мија. Јас ги гледав и двата мюзикли. Морам да кажам за Чикаго навистина едно комплексно изведување од твоја страна, крајно врвно, професионално. Навистина се гледа дека со кеф уживаш на сцената.
па дури она свое парче индивидуално што го имаш во Мама Мија, навистина се гледаме вака со колегите што бевме и викаме, вау, Арна боле изгледа од нас, човече, ние, како ужива, онака. Сега да кажам дека актерот кога ќе смати дека ова е мюзикал и дека ова е пред се шоу едно за публиката, тоа се гледа во твоите очи дека го уживаш и дека ни пренесуваш дел од твоето шоу на нас. Пошто тоа е жанр, тоа е стил, тоа е договор нели како нештото ќе биде. И просто мора да е така. Ние ако не се радуваме, ако јас не можам да разберам, имам бенд во живо, мислам, тоа е многу возбудливо, тоа е не знам како да објаснам. Сподели ми околу тие искуства во однос на институција. Кои се твоите ставови, дали сме спремни? Ние не знаеме што се случувало внатре, како течел процесот на работа, меѓутоа ние гледаме производ, ние гледаме публиката ужива, супер. Дали мислиш дека тоа треба да се работи во институција? Мюзикли? Да. Дали треба да постои некоја друга институција каде што само тоа би се работело? Би било убаво кога би имала нели профилирани театри за разни естетики. Дали сме спремни технички, актерите дали се спремни на физичката издржливост, на фала му на Бога, имаме многу даровити актери. Теа, фала му на Бога, ќе се вратам па на почетокот. Стварно сум благодарна што сум се родила во Македонија. Ова е исклучителна земја, тоа да го знаат сите. Добра. И во однос на дарби, и во однос на благослов. Ова е благословена земја. Зошто имаме толку проблеми тогаш? Па, баш заради тоа. Кога е вкусно нештото, хиените се множат. Баш заради тоа. Те прекинав, Нема гајла. Затоа дали припаѓаат ваквите проекти во институции или не, бидејќи ние немаме избор каде на друго место би ги играле. А актери имаме спремни. Никој од нас не беше, значи ретко кој имал некоја балетска подготовка или музичка. Ета пример, Бица има средно музичко, Нина преку мајке и со Реби се. Ама како да кажам, пак е тоа микро. Никој другите нема. Значи ние сме исклучително даровит народ. И докажавме дека можеме, па дури за 2,5 месеци. Што беше случај со Мама Мија, каде што извршниот продуцент се крстеше од неверување дека е тоа реално постигнато, а направивме продукција што не е само за да искочи, значи многу добра. Реално е многу добра. Направи представа, значи ние направивме представа, не направивме рашетување низ жанрот мюзикал, значи ние направивме представа. Истото го направивме и со Чикаго. Со тоа што Чикаго имаше еден некој друг чуден късмет. Беше прво бомбастично најавуван уште на МНТ Фест, а ние немавме ни од оркестар, ни од костими. А тоа беше еден феноменален стрес за сите нас. На 2 јули, значи ме собра режисерката, направивме некоја во приватно облека, хеланчиња, мајчиња, репче. Еден момак имавме само Зоки, го поздравувам да е жив здрав, што глумеше оркестар, момчето на клавир. Ко репетитор, не може да глуми цел оркестар. Значи ние на 2 јули снимивме што сме спремиле сами, актери и балет, никој друг. Во септември не собираат, за да го продолжиме со процесот, не пуштаат за неколку дена. Требаше да почнеме со работа на 1 декември, за да искочиме на крајот на декември со премиера. Мајсторот и Маргарита тогаш се крчкаше се уште, они земаат 2 недели од нашиот термин. Да, тоа е тој период, да. И нас не ни ги надоместија тие 2 недели. Практично нас кога не собра директорот и кога ни кажа, вие ќе даете премиера на 28 јануари и нема одстапка од тоа беше шок за нас. Ние затоа на крајот представите ги изигравме со кортикостероиди, кои што ни го пореметија, барем мене, целиот систем извесно време. Добро, влегуваме во комплексни проблеми. Што треба да се отворат. Треба да се отворат, меѓутоа... Зошто? Зошто кога ние сме почнали на време, во април, и сме работеле на нашите тела? Значи, блага... Па зошто не излеговте со премиера? Немавме ништо готово, значи... Ние, значи, сме се работиле значи, се текст, да ми кажеш дека актерски бевте спремни, оркестар. меѓутоа немаше... Немавме оркестар, немавме ништо. Ама имавме најави за МНТ Фест. Луѓето, знаете каква контрауслуга ни направија? Нашиот сопствен театар. Луѓето, публиката мислеа дека ние кој знае колку време сме работеле.
Ние реално работевме, знаете дека мюзикл, првиот официјален, го имавме само со 3 проби со оркестар, мюзикл. Ние не сме пејачи. Да. 3 проби со оркестар. Ова публиката треба да го знае. Да. Арна, мислам дека ние сме махери за снаодливост, да се снајдеме од тука, од тако, може без пари да го направиме. Ако може некоја работа да не заврши. И па затоа ти реков, ќе се сложам со тебе, како што кажа и ти самата, кога пиевме кафе, ова е безобразно талентирана земја. Можам да се сложам со тебе, Арна, меѓутоа професионалните проблеми што ги имаме не доликуваат на тој талент што велиш ти дека го имаме. И го имаме. Ме разбираш? Јасно. Тоа пречи дека има проблеми кои што не сме да ги има, бре. Не сме да ги има. Ама тоа е затоа што има многу случајни луѓе во професијата. Луѓе што пред се можеби не се никако луѓе добри. Значи не се од старт добронамерни. Такви луѓе имаме во моментов. На повеќе фронтови. Добро, ние разговараме сега само за театарот, затоа што не ја познаваме ситуацијата во театарот. другите области. Јас сега за театарот го имам на ум. Да. Да. Не знам, има луѓе кои што ги водат сите театри. Не знам, имаме министер за култура, имаме министерство за култура и така натаму. Имате пример министерство за култура што пример средствата решава да ги распредели само на одредени луѓе. Малкумина, дали ме разбирате? Значи пак е тоа не може да го сведете на лично гранапче фамилиарно. Не може. Добра, ама МНТ од секојаш имал најголем буџет од сите театри до сега. Па МНТ и реално највише работи другите театри. Да. Ме разбирате, ние пак и не сме ни толку ни вреднувани визави влогот што го даваме. Да. Не, знам, јас се работа тука големи продукции, мислам да го донесе Жолдак, Томаш Пандур, Бог да го прости сега човекот тука. Значи има многу театри. Значи да ги донесеш тие луѓе овде, во Стар знаеш дека тоа се големи продукции. Значи не можеш ти да си играш мајтапса или го ги викаш или не. Арна, мораме да завршиме. Па разговараме едно добар сат време. Времето. Еве за крај, Арна, дали се чувствуваш корисна за својата институција? И ако е така, зашто мислиш дека дали си доволно искористена и дали ти лично се чувствуваш корисна? Не. Значи, се на вториот дел стрено да одговорам, че не знам, тоа ќе треба другите да го извреднуваат, дали ме чувствуваат како корисна. Тоа мора друг да го каже, таа сама не би можела. Но сега можам на оној еден аспект од прашањето да дадам одговор. Тоа е дека не се чувствувам доволно искористена. Тоа е дека оно чувство што ти го кажав, некои луѓе не тргаат на страна. Од некои луѓе имам чувство дека како да се плашат, не си ласкам, нека не ме свати публиката погрешно, ама просто тоа е една мисла која што е легитимна да прелета, пошто е од искуство изнедрена. Така што, ако сум барем малку испровоцирала професионализам кај моите колеги, помлади зборувам, ако сум испровоцирала желба за скомраштво, желба за вистина, желба за добронамерност, како што впрочем името го имам, и не треба да им пречи, тогаш е добро. Ама сепак сметам дека целиот човечки род се уште треба да еволуира. Арна, фала ти. И тебе теа. Си направивме арен муабет. Фала му на Бога. Убаво отворивме некои работи кои што публиката не ги знае. Затоа и постои оваа емисија, ите така да разговараме и за убави, ама и за неубави работи, нели? Се надевам дека ќе се сретнеме професионално, Арна. Исто. Некаде на некоја сцена ти посакувам успех, Арна, и остани Арна и професионална и фанатички расположена секогаш. Си ми жива, здрава, секој добро ти посакувам и тебе и на нашата публика.